Во период септември 2015 до февруари 2016 течеа процесите за изработка на локалните стратегии за заштита од ХИВ. Оно што беше карактеристично за процесот е дека се започна прво со мапирање на сите институции кои што имаат некаков допир или сериозно работат на оваа проблематика, за да ги вклучиме сите засегнати страни по предлагање на овој документ. Koosdoet i kysymys strategiska rolle. Patiatelse resultat kommunalja natat duhet të iniciojnë këto gjëra, strategjit, në mënyrë që të mobilizojnë edhe pjesë tjera të ose institucione tjera lokale. Le të themi me rëndësinë që të kyçen po ashtu edhe policia lokale, edhe shkolla, edhe qendra për punë sociale. Процесот започна со обуки за стратешко планирање, на кои што беа поканети представници од самите засегнати институции, поточно беа поканети представници од центрите за јавно здравје, од меѓуопштинските центри за социјална работа, доктори од инфективните клиники, како и представници од администрација и советите од 4 општини. На самите обуки во суштина се дефинира стратешките цели и области кои што ќе бидат дефинирани во самите стратегии. Меѓутоа, деталните активности, деталниот акцијски план ви дава солидна основа да испланирате што е тоа што ви е потребно за да ги постигнете резултатите, целите или визијата која што сакате да ја имплементирате со вашата стратегија. Ефикасност се подразбира што добива за одредена сума на средства што добивате како ефект, а ефективност е колку сте постигнале од тоа. Затоа на тренинзи за фандрейзинг го правиме со текот на парите. Секој некому одговара за пари. Направи една драфт верзија на тоа како треба да изгледа процесот на креирање, за понатаму да се формира работна група и да го понесе тој процес, односно да ја создаде локалната стратегија. Досега е процесот прилично отворен, транспарентен. Повеќето засегнати страни изразија интерес и се вклучија. Здравствените домови, матичните доктори, секаде треба да постои едноставно да може да најдат некоја флаерче, некоја брошура, постер, каде што ќе бидат информирани. Океј, ние имаме настава, имаме рамка, имаме прирачник и сега одиме со неформален пристап, се додека нели во државата не се создадат услови да имаме сексуално сеопфатно образование во основните, односно средните училишта и резултатите се прилично позитивни. Значи од средните училишта од прва до четврта година. Се одржуваат трибини, спремаме материјал. Така да истите бројки ќе бидат потребни во продолжение, предпоставка. Имаме нешто во кое што викаме ова се минимум таргетите или оптимум кои што треба да се опфатат. И затоа точно бројките мислам дека се клучни за акционен план. Во моментов навршија веќе 2 средби на работната група која што беше создадена за цел да се развие локалната стратегија. Веќе се пишува текстот за локалната стратегија и дополнително се пишува текстот и за првиот акцијски план кој што ќе се однесува на првите 2 години. Координативно тело, за кое што се надеваме дека ќе обезбедиме можност да заживее како структура, повторно да најде начин да се финансира независно само од буџетот на град Скопје. Значи приоритет ќе биде да продолжат програмите и сите ни здравствени работници и работници на терен да продолжат со успешната работа, меѓутоа за тоа ќе треба да се обезбедат финансиски средства. Улогата на оваа стратегија и на телото кое што формирано работно, кое што треба да прерасне во координативно тело е да анимира и обезбедува финансиски средства. Градот Скопје е само една алка. По преговори сме и очекуваме дека исто така и во новиот буџет кој ќе се донесе за следниот период, дека во делот од буџетот кој се однесува за социјална, детска и здравствена заштита, ова е стратегија која што е препознаена, ќе успее да обезбеди одредени финансиски средства, кои што на самиот почеток не значат нешто финансиски многу, но се добар потик за понатамошно спроведување барем на дел од тие активности или континуитет на веќе преземените активности. Може да се направи еден напор, амандмански да се внесе во самата програма и на самата седница да биде изгласана. Дел од финансиските средства за 2016 година се обезбедени од Глобален фонд за борба против ХИВ и од буџетот на РМ на Република Македонија преку невладината организација Пулс Куманово и Центар за јавно здравје. Ама да обезбедиме простор да луѓето кои интензивно работат на оваа приказна
бидат директно вклучени. Ќе биде многу значајно тоа партнерство на општината и невладиниот сектор да го формулираме, за да го официализираме. И многу е битно тој процес да биде транспарентен, отворен, и сите да земат свој дел и да преземат дел од одговорноста во превенцијата на ХИВ/СИДА. Сите имаа начин да придонесат во креирањето на оваа политика, што беше баш учебнички пример за транспарентност и партиципативност на целиот процес. Во февруари 2016 веќе ги имавме првите 4 предлог верзии од страна на координаторите на работните групи, кои што беа задолжени за изработка на овие 4 стратегии. Самите документи во суштина ги рефлектираат потребите на маргинализираните заедници во однос на превенцијата на ХИВ, се однесуваат на период од 2016 до 2020 година, во рамките на самите стратегии изготвени се и акциски планови, кои што се ги одредуваат активностите за периодот 2016 и 2017 година.